Назад сме во студиото на Утрински пулс. Ова се минутите одвоени само за вас и вашите прашања. Рубриката Ало Ајден. Телефонските линии се отворени 331-223 или пак 331-224. Споделете го со нас вашето мислење, коментар, желба. Тука сме само за вас. Или пак споделете го тоа на официјалната Facebook страна Утрински пулс. А додека ги очекуваме вашите јавувања, да ви прочитам една интересна статија поврзана со адаптацијата на детето во градинка, која што делумно поврзана и со нашата денешна тема. Поаѓањето во градинка е голема промена во животот на секое дете. Бидејќи од сигурноста во семејството, детето преминува во непозната средина и меѓу непознати личности, кои почнуваат да се грижаат за него. На секое дете му се потребно одредено време во кое ќе се прилагоди во новата средина. Ќе ги запознае воспитувачките и новите пријатели. Некои деца се прилагодуваат брзо, односно за само неколку дена, а додека на други деца им е потребно повеќе време, односно 1 до 2 месеци. Некои деца реагираат бурно, додека некои не манифестираат поголеми промени во однесувањето. Промените во однесувањето се минлива појава и добро е родителите да се запознати со истите тие промени, за да може да му помогнат на детето да се прилагоди на новата средина. Реакциите при одвојувањето можат да бидат различни и се разликуваат од дете до дете. Детето може да биде многу тажно и да страда по родителот. Кај некои деца може да се јави дури и лутина и вознемиреност, и тоа посебно кога од градинката ќе се вратаат дома. Обично бурно реагираат по малите деца. Постарите деца и понатамо ќе бидат послушни, но можат да станат молчеливи, да стојат покрај вратата, да одбиваат комуникација со воспитувачките и другите деца. Како родителите да му помогнат на детето да се прилагоди што побрзо. Пред поаѓање во градинка зборувајте му. Градинката е место каде што има многу деца и многу играчки. Воспитувачките во градинката знаат многу интересни игри. Раскажувајте му што може да прави тоа таму. Никогаш не плашете го детето со градинката, како на пример ако бидеш лош ќе одиш во градинка или пак слично. Ритмот на живот на детето дома треба да се прилагоди на ритмот во градинката. Детето треба да се прилагоди, односно без присилување, да јаде со лажица и да пие од чаша. Пред да оди во градинка треба да се осамостои во обликувањето, одржувањето на хигиената и исхраната. Добро е со детето да се прошетате до градинката, да ги гледате децата како играат во дворот и ако има можност да им се придружите. Кога ќе почне да оди во градинка, детето убаво е првите 2 недели да постанува пократко време, односно првиот ден 1 час, вториот ден 2 часа, при што распоредот на престојот секако дека ќе се договори со воспитувачките. За децата од 3 до 5 години, престојот во првите денови може да биде и подолг, но секогаш да биде во време на игра. Времето за одмор е критично, па треба да го оставите за подоцна, кога детето ќе се навикне на просторот. Добро е детето во градинка да носи така наречен преоден објект, односно некоја драга играчка на детето или пак предмет кој што му дава сигурност, како на пример своето шишенце, кевенце или пак мече. Во текот на периодот на адаптација не е пожелно да го навикнувате детето на нови облици на однесување, како на пример одвикнувањето од цуцла или пак од своето шише. Тоа оставете го за периодот откако детето ќе се адаптира на новите промени во животот, односно на градинката. Многу е важна утринската разделба со детето во јасли градинка. Родителот треба да биде смирен и не смее да му ја покаже својата загриженост на детето или жал за тоа што го остава. Тоа ќе го почувствува и ќе почне да се однесува исто. Разделбата со детето не смее да се одложува до недоглед. Не се препорачува долго смирување или враќање назад, бидејќи така детето повеќе ќе плаче. Децата многу добро ги чувствуваат емоциите на своите родители. Затоа е важно родителите да бидат сигурни во својата одлука да го носат детето во градинка и да имаат позитивен став околу тоа. Доколку почувствува детето дека родителот е несигурен и тажен, такво ќе биде и тоа. Некои деца имаат предиспозиции за тешко прилагодување. Тоа се децата кои се повлечени и срамежливи и децата кои се презаштитени или децата кои за прв пат се одделуваат од своите
родители. Важно е да се воспостават добри релации со воспитувачката, бидејќи таа ќе стане многу важна личност во животот на детето. По враќањето од градинка, добро е да се поминува повеќе време со детето, да шетате, да играте, да раскажувате приказни, да покажете интерес за неговите доживувања од градинката. По одредено време, кога детето ќе се прилагоди, јаслите градинката ќе станат место во кое детето ќе доаѓа радосно и каде времето ќе му поминува во игра со врсниците и новите другарчиња. Ова интересна статија ја извадив од интернет, верувам дека многу мајки ја имаат веќе прочитано, но еве уште еднаш нема лошо нели да се потсетиме на сите оние убави начини за прилагодувањето на детето во градинката. Доста корисни информации за секој родител кој што за прв пат го пушта своето дете во градинка, а во продолжение одиме со музика па со темата на денот. Активности на децата во клонот Цветови при детската градинка Ацо Караманов од општина Радовиш. Велам добро утро за сите оние кои што во овој момент се вклучиле точно на фреквенцијата на телеканал 1. Ова е емисијата Утрински пулс. Ова утро малку поразлична тема, интересна, директно од искрените и срекни деца од клонот Цветови при детската градинка Ацо Караманов од општина Радовиш. Ова градинка инаку е основана на 24 октомври во 1956 година со одлуката број 14879 донесена од Народното тогашно собрање, односно Народниот одбор на општина Радовиш, по предлог на Советот на школство. Таа почнала да функционира како детско забавиште со 4 воспитни групи со полудневен престој во сегашниот реновиран објект Детско изворче. Овој објект ќе го снимиме во некоја наредна прилика, а денес ќе видиме дел од дечињата од клонот Цветови, изграден во 1982 година, а во 1977 година пак е изграден и објектот управна зграда. Со овој регионален распоред на трите објекти се задоволуваат потребите на семејствата за прифаќање на децата од предучилишна возраст од целата општина. По барање на местната заедница од 1996 година се проширува дејноста на установата со отварањето на една воспитна група во село Воиславци. Во продолжение ќе ја видиме изјавата на директорката Љупка Тренчева за моменталната состојба, односно бројот на дечиња кои денес ја посетуваат оваа градинка Ацо Караманов од сите објекти, па да ја погледнеме изјавата. Од септември почна новата воспитна година. Секоја година се соочуваме со упис на дечиња. Еве овие 2 години имаме зголемен број на упис на дечиња. Стартуваме со 503 дечиња редовно запишани. Периодот на адаптација го сметаме септември месец, меѓутоа не можеш дечињата да ги оставиш сами да се адаптираат, мораш да ги насочиш и на тој начин го пребродуваме овој кризен, така да наречам, дечки период во нашата установа. Оваа година стартуваме со 503 деца и листа на чекање на дечиња. Оваа година исто така стартуваме со 23 групи, за разлика од минатата година. Се со цел ја отворивме новата група за да им излеземе во пресред на повеќето од родители и секако се разбира на дечињата да им овозможиме предучилишно воспитување. Како течат активностите, односно дали остануваат они од минатата година или има нешто ново? Активностите се според програмата за рано учење и развој. Ние како детска градинка имаме тим за среднорочно тематско планирање, кои што ги подготвуваат дневните активности според темите кои што ни се месечни во годишната програма и на тој начин, значи во сите 3 објекти и 4 воспитни групи што ни се во други просторни услови, во исто време течат исти активности, меѓутоа адаптирани спрема возраста на дечињата. Овде сме, рековте, во клонот Цветови. Знам дека минатиот пат кога бевме овде имавме можност да знаеме дека токму овој клон целосно се реновира, така да ако може збор два околу ова. Така, минатата година објектот Цветови беше целосно обновен со молеро-фарбарски и подополагачки услуги. Исто така се обновија нови масички столчиња, се со цел за да ги подобриме условите како за работа, така и за престој. Исто вакви подобрени услови имаме и во останатите објекти. Оваа година го реновиравме и објектот Детско изворче. Исто така и таму имаме нови масички столчиња.
молеро-фарбарски услуги извршено и во објектот управна зграда. И вака како за крај, дали се уште свежа, односно здрава храна за деца без мана се уште е на менито за исхранување на Токму така, тоа најде на многу позитивни реакции од страна на родителите, а се со цел за да ги едуцираме дечињата колку е тоа корисно. Ние имаме програма каде што се вика градина во детските градинки во сите објекти, така е и на ниво на Македонија, каде што дечињата имаат прилика да го гледат засадувањето, растењето, берењето, да учествуваат активно во тој процес. На тој начин, значи, ги едуцираме и тие што најмали нози се стекнуваат со поимот здрава храна и што е добро за нив. Децата во клонот Цветови не пречекаа со насмевка и голема радост, подготвени, дотерани, насмевнати и расположени, милина за душа и очи. Се надевам дека тоа ќе може да се долови и преку вашите екрани. Одиме режија со првиот дел, односно првата група од клонот Цветови, да погледнеме во продолжение како тие уживаат во секојдневните активности во својата градинка и како се дружат со другарчињата и воспитувачките. Уживајте во наредните 10 минути. 4 годишни времиња има, пролет, лето, есен, зима. Секое годишно време во себе по 3 месеца прима. Така ли? Секое годишно време има по 3 месеци и годината има 12 месеци. Но, вие пошто ја познавате? Полисијата и по плодовите. Така, полисијата и по плодовите. Така. И по друго што, деца, сега какво е времето на збор? Облачно е времето на збор. Ајде да видиме што ќе ни кажат сонцето и облакот. Благој, подели ги облачињата. Јована, земи го сонцето из вас. Ајде, поделете се. Ајде на оваа страна облачињата нека дојдат. На оваа страна нека дојдат облачињата. Станете сите. Ете така. Да видиме што ќе ни кажат сонцето и облакот. Ајде, имаме едно сонце, но имаме многу облачиња. Така ли на небото? Така, повели. Така. Станете. Ана, ти даде на сите. Преоблачиња матни. Мори се, отспи малку бре, сонценце златно, ама не културно, зашто ги прави така. Остави културата сонце, ете да нас не сака. Маглата, водата, ветерот, сите се на наша страна. Значи маглата, сланата, ветерот, сите во есента, значи се на облакот на страната. Така ли беше? Многу мила, нам микава сила, јаволко и крушицели, плодови са сини бели. Така значи, плодовите вашите баби, што ќе направат за зимата? И ги стават во тебе. Дали сакате да ви кажем на гатанка? Сакате ли деца да ви кажат? Слушајте ме внимателно. Жолта баба ветровита, тоа не суши лисе рони. Жолта баба дождовита, јужни земји птици гони. Што е тоа, дечиња, размислете? Ајде да размислете што е тоа. Што ви кажат наистина? Гатанка, ајде да видиме како гатанка ви кажат истинчето, да размислиме. Вели жолта баба дождовита, така ли истина? Од вишна. Ова ви се листови од круша. Ова ви се лисија од цреша. Значи, кој сака да направи цреша? Јаболче или крувче, едно мало црвче, пред јаболче и крувче, мака мачи
Клонот Цветове има прекрасно уреден двор, реновирана зграда, нови маси столчиња за дечињата, нови играчки и прекрасно уредени и варосани училници. Таму секојдневно се работи по програмата според Министерството за труд и социјална политика. Имаат своја градина, цртат, бојат, пеат, вежбаат, ручат и спијат. Дружба која ќе ја паметат цел свој живот. Одиме со втората група од Клонот Цветови при градинката Ацо Караманов од општина Радовиш. 4 годишни времења. Еве сега ќе почнеме поред, ама вие ќе покажувате секое годишно време на пршчето. Почнуваме од пролет. Ајде, покажувајте. Пролет, лето, есен. Гледате овде. И зим. Ајде уште еднаш јасно и гласно. Дигнете ги сите рачињата. Ајде, Звонче. Еве едното, така пршчињата да покажуваме 4 пршчиња колку што има и годишни времења. Ајде, почнуваме. Пролет, лето, есен и зима. Браво! Кое годишно време го испративме, дечиња? Лето! А кое годишно време го пречекавме? Есен! Браво! Дали е исто времето на лето и во есен? Не е исто. Какво е времето во лето? Сонцето како грее? Гледајте во мене, дечиња. Многу јако и многу ни е жешко, така ли е? Да! Какви се вашите облеки? Туси! Со куси ракави, така ли? Да! Со куси панталони. Да, и носиме капи на главата за да не ни пречи сонцето. А во есен? Дали сонцето силно грее како во лето? Не! А што дува посилно во есен? Ветер! Ајде да покажеме како дува со устите и со рачињата. Дувајте како ветерот, како облакот таму на сликата што дува. Браво, дечиња. Сега да ве прашам, има ли ластовички се уште овде? Не! Каде отидоа деца през На југ! На југ, еве ги ластовичките таму на нашиот зид. Како им махтавме ние со рачињата? Ајде! Догледани ластовички до година. Така, а кои птици останаа кај нас сега во есен и во зима? Врапчињата! Браво, врапчињата. Деца, слушајте се. Во есен, есента е многу плодна. Есента насте на градува и ни носи многу зеленчукови и овошни плодови. Така ли е? Да! Да, точно така. Еви нашето занимална гледа. Ова црвеното јаболка. Браво. Деца, каде е нашето другарче Марко? Што? Грозје! Што е ова? Крушка! Браво! И каква е ова јаболка? Зелена! Ставица. Каква е по боја? Зелена! А ова? Папица! Браво! Ајде да видиме што е ова. Дома! Томат! Браво! Еден зеленчуков плод што не се јаде свеж и жив. Тоа е Компир! компирот за лужавици. Тоа има и жолти јаболки, така е. Како се јадат јаболките, освен што се јадат свежи? Прво ги миеме, ги јадеме свежи, а мајките ваши од јаболките прават и сок, така е, прават и сок, прават и други сладки работи, и во торта ги става, така ли е? Да! Да. А што е ова? Гроздје. Каква боја е? Темна, виолетова боја. Ајде да ги видиме овошните гроздови плодови во каква форма се? Палечки во каква форма се? Во кружна форма, во вид на топчиња, така ли е? Да. Се јадат свежи, така ли е? И друго, што се прави од гроздјето?
Компот, сок, сладко. Така ли е? Браво! А деца, еве уште едно грозди. Гроздоче, ама каква боја е сега? Различно е? Зелено. Така е. Ги гледате ли топчињата сите? Тие се сите овие овошни плодови овде измиени, ги испивме заедно со учителката Саве. Да, и подоцна, што ќе правиме? Ќе се засладиме, така е. А овде ова крушка. Крушка, каква боја? Жолта боја е крушката, многу е вкусна и блага, така ли е? Да. И што се вари? Ајде. Драги дечиња, кошничина, ќе одиме во градина, да видиме убавина. Снегани, со подовине мами, јагоди круши зели, колку се сладки нели, кошниće бело, понам городе древо, пејам песни, пејам, весело се смејам. Браво! Ајде да им ја кажеме на гостите и со Зеленчук од стихотворбата. Подоцна ние ќе се зборуваме. 3, 4. Од Лук кромич фарнат, мама ручек прави, сите сладко јадеме и сите сме здрави. браво, браво, дечиња, браво! Голем слон што порасне, нема веќе кријанка. Земја се тресе, прашина се крева, бимбо го нема, паника и врева. Земја се тресе, каде ли се крие, не знае никој, бимбо сладко спие. Земја се тресе, прашина се крева, бимбо го нема, паника и врева. Земја се тресе, каде ли се крие, не знае никој, бимбо сладко спие. Бимбо сладко спие. Затоа, зошто децата играат постојано, неколку претпоставки. Според некои научници, детската игра постои за да се испразни вишокот енергија. Но за да играат децата, на вистина немаат потреба од вишок на енергија. Дури и кога е многу уморно, детето ќе посегне кон играчката што му е достапна и ќе започне да си игра. Една друга така наречена теорија претпоставува дека играта на децата всушност е еволуционата врска меѓу луѓето и животните. Децата ни својот нормален развој минуваат ни стадиуми слични на развојот на нивните предци, па низ игрите ги реактивираат интересните и занимањата, а во секвенци слични на тие што ги користеле предците. Играта според трети пак може да се смета како вид на однесување. Обично тоа е поврзано со смеење и шегување, па во таа смисла претпоставуваме дека однесувањето што носи задоволство, отпушта и ужива. При тоа слободата во изборот претпоставува основна врска меѓу играта и уметноста или другите видови на инвентивност, односно на креативност. Играта е посебен облик на раздвиженост, безгрижност, поврзани со високо развиена фантазија или пак мечтање. Играта кај децата може да биде индивидуална и социјална. Поточно, децата си играат или сами, користејќи предмети или играчки, или играат пак заедно во група. Во индивидуалната игра се содржани способности за телесните активности, например скокање, трчање, или пак конструкција, односно деконструкција на објекти и
или слики. Социјалната игра значи имитација, борба што реално постои во животот, а обично се игра во група. Различноста на семејните навики, сличностите или активностите во семејството се одразуваат и на видот и на содржината на игрите на децата. Играта може да биде одлично средство во процесот на учењето или во стекнувањето на нови знаења и вештини. Се вели дека работа на децата е да си играат. Возрастните честопати забораваат дека таа е важна за здравиот развој на децата, па преку добра игра учат како да живеат сами или пак заедно со другите луѓе и развиваат чувство за тоа како функционира светот. Играта им дава можност да живеат успех или непријатно чувство на сигурен и сурпотивен начин. Таа има чудесна моќ на извлекување или на ширење на моќта кај помалите деца. Затоа детската игра треба секојдневно да се стимулира. Вакви игра и дружење и социализација, може би вечно пријателство има и во детската градинка Ацо Карамаров, поточно во клонот Цветови, кој што минатата недела ние го посетивме и токму денес ја посетуваме ово издание на Утрински пулс на дечињата од клонот Цветови, па затоа во продолжение ќе го видиме и третиот дел од активностите на децата од третата група. Уживајте! 4 годишни времиња, тоа се пролет, секое годишно време си има своја боја. Пролетта која боја има? Зелена. Пролетта е зелена. Зимата која боја има? А летото, деца? Летото ги има сите бои, а ни една не се гледа и тогаш сонцето најсилно не грее. Но кога си оди летото, кое годишно време доаѓа? Каква боја е есента? Жолта! Зошто есента е жолта? Во есен лисјата жолтеат и од дрвјата паѓаат. А во есен, какво е времето? И тогаш Lavoj vrado zvrisnale, slonovite pisnale, kakvo čudo srede Afrika. Lavoj vrado
Та грло да си загрее, снег дури мала ное, чудно чудо среде Африка. Викни силно, Килиманджаро, ајде сите, и младо и старо, се ставило во ред, за да проба сладолед, на љубов, на цел свет. Викни силно, Килиманджаро, ајде сите, и младо и старо, се ставило во ред, за да проба сладолед, на љубов, на цел свет. Се ставило во ред, за да проба сладолед, на љубов, на цел свет. На љубов, на цел свет. Децата уживаат во се што прават, дали во својата песна, во другарувањето или пак во зададените задачи, ција сакаат градинката и времето поминато во неа. Да не ги заборавиме и нашите детски денови, безгрижни и лесни. Нека детето живее и сега во вас почитувани. Убаво е да се радуваш онака без причина и повод. Затоа продолжуваме со утрински пес со песна. Нека биде весело и со песна. Почитувани гледачи, овде некаде и крајот на ова издание на Утрински пулс. Се надевам дека уживавте како што уживавме и ние, а еве како за крај една кратка биографија за установата, односно за детската градинка Ацо Караманов од општина Радовиш. Работното време им започнува од 5 часот и 30 минути наутро до 18 часот. Директор е Лупка Тринчева. Бројот на објекти се 3 и 4 воспитни групи во населените места. Вкупен број на деца во установата кој што моментално се запишени се 503, вкупен број на воспитни групи 23, а вкупен број на вработени 61 лице. Јазикот на кој што се изведува воспитно-образовната работа е македонски јазик. Останува да ви ветам дека во некоја наредна прилика ќе се потрудиме да ги опфатиме и другите клонови од Радовиш, но исто така и скоро сите градинки и дечиња кои ги посетуваат од регионот, односно од општина Новосело, Василево, Струмица, Гевгелија и сите останови детски градинки. Бидејќи веруваме дека многу баби, дедовци и мајки и татковци сака да видат како го поминуваат своето време во градинката. Останете во добро здравје и весел детски дух. Довидување до четврток.